Благодарам, председавач, почитуван колега Пренџов. Морам да признаам дека за разлика од претходното излагање за нијанса посмирено го кажувавте ова ваше, би рекол, некој експозе. Не знам дали приметувате, но во секое ваше обраќање изминативе 6 дена ништо не се разликува од експозето на министерот или заменикот. Тоа се едни исти факти кои што сите без исклучок ги верглате, но сепак без никаква суштина. Сега ќе ви кажам и зашто. Во насока, мислам дека во таа насока треба и да бидат сите реплики или размена на аргументи кои што ќе имаме сите тука меѓу нас, заради тоа што треба да размислите кога ги зборувате сите овие бројки, што размислува народот кога ме слуша кога го кажувам ова и дали народот на крајот од денот живее подобро. Еве ќе ви кажам не, затоа што не знам дали освен ова кој што ќе ви го кажат или ќе го видите на пресконференциите од премиерот во заменување заменикот министер или министерот, читате некои други работи. Не знам дали разговарате со луѓето што се случува во оваа држава и колку квалитетно се живее, заради тоа што како пратеници ова ние сметам четврт буџетски документ кој што имаме можност да го носиме и ниту еден од претходните три не дал никакви задоволителни резултати и тогаш што во ова би било поинакво, односно што би било поинакво од овој буџет кој што го носиме за наредната година. Еве ќе ви повторам неколку факти заради тоа што велите дека се служите со бројки. Ние сме шестата најсиромашна држава во Европа. Ние имаме најниски плати и најниски пензии во целата таа еврозона. Кажувавте бројки како ќе се подобрело нешто, но зошто не кажете дека од овој буџет 1 милијарда денари повеќе се издвојуваат за плати, повеќе неко претходниот. Кажете го тоа. Ке дадеме 1 милијарда денари повеќе за плати во државна администрација во моменти кога потрошувачката кошничка е над 34.000 денари, дека разликата по однос на малопродажба на основни производи за еден месец се покачила за 200 денари, дека од почеток на годината до сега 1000 денари чини поскапо потрошувачката кошничка и дека ако за вас е успех да едно просечно македонско семејство има само лепна маса за исхрана, тогаш во ред, можам да ви признаам дека се живее некако. Но не е само тоа целта. Не е само тоа суштината. Кажете дека само оваа година ќе се задолжиме 800 милиони евра. И тоа при проекции кои што ви се непромашени, тотално промашени ви се проекциите. Вие овој буџет велите ние го планираме врз основа на 3 планови. Еве читете што кажуваат експертите, нешто кажал Бојан, Љупчо или било кој од опозицијата. Имате во изминатиот период една економска анализа на буџетот, каде што ви кажуваат дека ви се тотално промашени. 4,6% ви е проектиран растот на буџетот пред 3, би рекол, многу значени моменти, односно сте го правеле самиот документ пред 3 значени моменти. Тоа е енергетска криза и ценовен шок кој што неминовно ќе дојде, и тоа е подгревање на инфлација, каде што ви се прави ревизија од Народната банка дека ви се разгорува инфлацијата, односно животот станува поскап. И може што сакате да зборувате тука, но луѓето тоа го гледаат. Паралелно на тоа, историски најголем буџет, велите златното правило, ја 10 пат го слушам тоа златно правило, па запнале овие златно правило, односно дека капиталните инвестиции ќе бидат поголем од дефицит. Кои капитални инвестиции, луѓе, што зборувате, не можам да ве разберам. Што се изгради во претходните 5 години за луѓето да ви веруваат дека сега, еве, конечно со магично стапче, при една ваква ситуација, ние ќе реализираме капитални инвестиции повисоки од било кога претходно. Еве, со оглед дека е јавна седницава, еве, јас ве предизвикувам, за 3-4 месеци пак ќе правиме ребаланс, па тогаш вие повикајте се, извадете моја снимка или на било кој колеги, не, вие не бевте во право, во првиот квартал има толку реализација и нема за наредниот ребаланс да ги кратиме средствата за капитални инвестиции, да ги пренаменуваме во социјални трансфери или било што друго, па тогаш да веруваме дека ќе се реализираат. Нема да се реализира. Зашто не излезете и не кажете на народот? Правиме буџет од 4,4 милијарди евра, ќе даваме 1,2 милиарди денари за стоки, тоест за стоки и услуги, точно. Ќе купуваме мебел, ќе даваме 1 милијарда повеќе за плати, но немаме предвидено ниту 1 евро за ценовниот шок од енергетиката, која што неминовно ќе дојде. Еве ќе ви кажам отворено, Фатмир Битики има дадено изјава во која што лаже. Отворено лаже, не знам како не им е срам, на пресконференција човекот вика, ја следиме ситуацијата, ако има шок, а цел свет му кажува дека ќе има шок, оние неработници од комбинатине нула производство имаат на електрична енергија, па сега видовме дека тие ги менувате кои што најмалку може би биле криви, ма Васко Ковачевски треба да остане, и ставате таму свирачи тотално некомпетентни луѓе,
во институциите каде што треба да произведуваат струја. И излага Фатмир Бетики и внимавајте, вели, ја следиме ситуацијата, ако има потреба ќе интервенираме, има средства кои што се наменети за ценовен шок во наредниот буџет. Каде? Станете, кажете ја ставка, тебе го тука и заменикот. Во таа и таа ставка имаме толку и толку милиони, илјади евра наменети за таа. Нема, лаже. Еве, отворено кажувам, лажи и штета што тој човек не е тука, директно да му кажам, ама се надевам дека кога ќе биде пленарната седница во собранието ќе дојде, тоа ќе му го кажам во очи дека излажа. И добро, и ќе излажете сега 10, 11, 12 дена во цела оваа работа и ќе дојде време за наплата. А знаете што велат вашите институции? Еве институцијата каде што е Васко Ковачевски директор, 10% му се зголемени трошоците кои што ќе треба да ги достави до владата за да се формира цената на електричната енергија. Само неговата фирма, Елем, учествува во 1/3 од вкупната цена на електрична енергија што треба да ја плаќат граѓаните за наредната година. На тендерот, најголемиот добавувач на струја Евана Холм не достасува два пати, не поднесува понуда. Зашто? 36 евра мегават час сега ја продава струјата, а иначе е по над 200 евра. Колку ќе поскапи електричната енергија? МЕПСО има зголемување на 3 или 4% за нејзиниот дел од струјата и тука учествува компанијата во цената на потрошувачите на граѓаните на јас, вие сите кои што живеат во оваа држава за над 10%. Се претпоставува дека над 10% ќе поскапи струјата од 1 јануари. Дали разговарате со стопанските субјекти и секој пат тоа ќе ви го кажувам. Не за 10%, за пута 3, за 300% им стигнуваат сега договорите што треба да ги вклучат со Евана Холм за да произведуваат електрична енергија. Дали сте свесни тоа што значи за оваа држава? И ќе излезе некој ќе каже 4,5 милијарди денари само од оваа година предвидовме за санирање со електрична енергија за 17 дена. Од 3 до 20 ноември сте потрошиле 30 милиони евра пари кои што немаше да ги потрошиме, да не беа овие неработнициве, недомаќиниве во комбинативе во енергетскиот сектор да крадат, за да мора сега да купуваат струја. Милион евра на ден не кошта тоа нивно неработење. Еве до крајот на годината има уште, да речеме, нели нешто повеќе од месец, еве 40 на 50 на денови, и сега ако за 17 дена ние сме потрошиле 30 милиони евра, колку ќе потрошиме за уште 50 дена до крај на година? А колку ќе потрошиме за наредното 6 месеци? Од 1 јануари до 6-тиот месец на наредната година. 250 милиони евра најмалку ќе треба да се издвојат од државниот буџет за да граѓаните не плаќаат скоро дупла цена на електрична енергија. Кај се тие пари? Каде се тие пари? Излезете и кажете зашто даваме ние, например, за МБО 24 милиони денари повеќе, за невладини организации 31 милиони денари повеќе. Зошто тоа не го кажете во тие ваши бајки кои што ги читате тука? Зашто не кажувате дека за нови возила ќе се потрошат 212 милиони денари повеќе? Не ве разбирам и стварно не можам да разберам. Даноците вели од таму ќе има повеќе приходи. Што ќе се троши до година па за ДДВ-то да се порасне за 10%? Што ќе се троши толку до година? Од каде ќе ги наплатите тие даноци? Врска нема ова што сте го пишале во тоа. Тоа е една голема лага. Ништо тоа нема да се реализира, ниту капитални инвестиции ќе се реализираат. Кои инвестиции ќе ги реализираат тие капитални инвестиции? Овие неспособни да не политизирам, нема да го спуштам нивото што се случува во држава во изминатиот период, што не знаат што се случува, ни кој вози, ни што вози, ни кај има, ни што има, тие ќе ги реализираат капиталните инвестиции. Знаете дека имате таму над 200-300 институции што немаат ни 1% реализација на капитални инвестиции. Кој ќе ги реализира тие пари? Зашто искрено не се каже дека сме во дупка, дека сме во криза, дека повеќе вака не оди? И се утиде кога некој ќе ви го спомни изборното соочување, па што да ви кажеме друго? Имаше ли избори? Имаше избори. Така, ви кажа ли народот што мисли за вас? Ви кажа, 100.000 гласа разлика изгубивте. И наместо тоа да ве мотивира нешто да промените во ова што вие си продолжувате со истото темпо. Ке реализирале капитални инвестиции, еве тутре почнува амандманската расправа, ниту еден амандман нема да прифатат од опозицијата, освен некој кој што ќе го предложи ДУИ, затоа што на нив све мора во оваа држава да им се прифати, буквално мора све да им се прифати, а гледаме нивното владење до што не донесе во изминативе 20 години, затоа што нели нивните амандмани се пробоно што ќе се напише, тоест бел лист на хартија, убаво кажав пробоно и све мора да пројде, а ова што ние ќе го предложуваме и што изминативе 4 години се предложувало или минатава година додека сме ние пратеници, тоа нема нели да се прифаќа. Затоа што тоа е, како да ви кажам,
Нешто кое што вие ќе го оспорите, ќе го осудите и не ви доаѓа памет што и да се случи. Вие мислите дека вие сте најдобри, розевите очила се на најако, терате напред, а народов како живе, кој го прашува. Еве ќе ви спомнам уште еден податок за крај. За Financial Times, веројатно не му верувате на тоа, затоа што не е соопштение кое што излезено од владата. Се смеевте. Изминатите, би кажал, 10 години кога ВМРО ДПМН ја управуваше државата, затоа што на индексот за водење на бизнис, ние таму бевме трето место во цела Европа. И се смее. Економијата била ваква, економијата била таква. Знаете на кој дередже сме сега? Не сме ни во првите 50. И затоа нели никој не збори во држава. Претходно беше смешно во 2016 кога бевме на трето место, а сега некој не збори затоа што сме ни во првите 50. За странски директни инвестиции ќе зборуваме. Знаете ли по што се мери вредноста на тој индекс? Дали имате во претходната година донесено 10 странски инвестиции во државата? Србија е на 6-то место. Ние не сме ни во првите 50. Знаете зашто? Затоа што вие се што смислите за странски директни инвестиции да ги парцелизирате плацовите за да може да ги купуваат криминалците од вашата партија и овие зелени. Само тоа смисливте. Читате што и какви препораки ви даваат здруженијата на германските инвеститори во држава? Читате што ви кажуваат коморите? Или тоа не е важно, ако не е од влада, ако не го каже Заев, нема тоа врска. Ништо поима нема. Ги намалувате средствата за економска промоција на земја. За економска промоција нема потреба да има пари, но мора да има 2200% за Оливер Спасовски да купи нови возила во МВР. Владење на право нула, ама за привремено вработување во Министерство за правда мора да има. Овој денеска што го прими у Кастриот. До кое ниво дојдовме? За тоа мора да има пари. За овие други работи не треба да има средства, така? Странски директни инвестиции во државата, тие програми се намалени. Па како да дојдат тие фирми тука? Како да дојдат тие фирми тука? Што вие им давате на тие фирми освен рекет? И ќе биде населението посиромашно, па не ви е на вас најголем проблем опозицијата. Не ви е најголем проблем ние што ќе кажеме. И тоа така не го слушате вие. Вас ви е најголем проблем народот. Кога ќе излезете од тука на тој народ треба да му кажете нешто. Не знам дали прочитате, дали отварате медиуми, 64.000 пензионери земаат пензија од 10 до 11.000 денари, а потрошувачката кошничка е 34.000 денари. Струјата во најмалку ќе поскапи над 10%. Што ќе им кажете вие на тие пензионери? Или ќе извадиме, ќе видиме што прочитал замеников министеров и ќе се лажеме тука до утре дека било подобро, дека е совршено, нема да ги читаме што ни велат транспортериве, дека е прескапа нафтата, дека не може да издржаат, дека треба да се намали, дека треба државата да интервенира, ама ние ќе го слушаме Крешник Бектеши како го шетаат по дебатниве емисии да дебатира дали ќе имало мнозинство или не, и ако имало криза, внимавајте, цел свет ни кажува дека ќе има криза, луѓе не може да врзат крај со крај, ама Крешник анализирал, ако требало ќе превземе мерки. И ние ќе носиме буџет и ќе ги читаме тие во Министерство за образование, волку било зголемено, нолку било зголемено. Излезете и кажете каде е студентскиот град? Колку основни училишта ќе се изградат? Колку средни училишта ќе се изградат? Колку спортски сали ќе се изградат? Зошто не ги кажувате ставките колку се намалени за тие работи? Нема смисол ова што се случува. Вие правите го ова што го правите сега. Но ајде, еве, пак ќе ви спомнам. Пред 3 недели да немаше соочување, имаше и народот ви ја испрати порака. Ке имаме можност, од утре ќе има амандманска расправа, пак ќе видиме колку од тие амандмани кои што ние ги предложуваме, ќе ги прифатите. И еве во духот ќе се повикам повторно на изјавите на вашите челници дека ако има криза ќе се снаоѓаме. Ние имаме поднесено 5 амандмани. Утре ќе почнеме со првиот за енергетика, пак ќе видиме колку сте вие загрижени за таа состојба и за ценовниот шок кој што ќе дое за граѓаните на Република Македонија. Благодарам.